Почитувани гледачи на Автомагазин, добар ден и добро дојдовте во нашето ново издание. Во минатата епизода ве запознавме со електричните возила, а денеска ќе ја прошириме таа тема околу технологиите, но и производителите што планираат да направат во иднина што се однесува до еколошките пропулзии. Исто така одвоивме време и за историјатот на Volvo, а ќе ви ги покажеме и визиите на Ферари за идните модели на оваа куќа. Се разбира дека тоа не е се што подготвивме во следниве 30 минути. Затоа ве поканувам да се паркирате пред своите ТВ приемници и да уживате во новата епизода на Автомагазин. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува осигурување од незгода, патничко и домаќинско осигурување. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. За некого откажување од целта, за него предизвик за победа. За некого потежок пат, за неа невообичаен. Новата генерација теренски возила на Mercedes-Benz. Разбудија енергијата во себе. Новиот Peugeot 208. Наскоро во Македонија. Јас сум актер во реклама за новиот современ Toyota Auris, во која сум затоа што во неја изгледам супер, затоа што се согласив да го носам овој детектор за лаги. И веруете, многу е удобен при возењето и економичен и лесен за управување. Значи, можам стварно да мислам, обично на филозофија, концерти, спорт, море на првата соседка Сандра. Многу е убава, просечна е. Брат, ова чудо осетливо. Новото Ford Mondeo со динамични предни LED светла. Прогласено за автомобил на годината во Македонија. Човештвото многу и должи на планетата Земја, а времето за раздолжување веќе е пристигнато. Автомобилската индустрија е една од првите индустрии кои го свати тоа. Не е спорно дека автомобилџиите размислуваат за почиста иднина, но многу од нив се спорат околу начинот на раздолжување. Некои ја форсираат хибридната технологија, некои пак хидрогенот, но заедничка основа е дека иднината е во електричната струја. Пионер во омасувувањето на електричните возила беше Nissan. Бројните обиди на другите пред него останаа само обиди. Моделот Leaf е првиот и засега еден од поретките електрични автомобили кои има споредлива употребна вредност, како и конвенционалните автомобили, благодарејќи на неговите 30 киловатни батерии кои му овозможуваат автономија од 170 километри. Главната пречка е се уште високата цена, која како компромис се премостува со разни владени бенефиции.
Така во Америка, каде Nissan има продадено околу 90.000 премероци од Leaf, тој чини околу $26.700. За верзијата пак со батерија од 24 кВт и автономија од 135 км потребно е да се плати $21.500. Најверојатно ниските трошоци за експлоатација не треба да ги споменуваме. Тие во наши услови со македонски цени на струјата би се движеле во ранг на околу €1 за 100 км. Но затоа останува проблемот со долгото време на полнење на батериите. Зашто автопроизводителите гледаат решение во вградувањето дополнителни мотори со внатрешно согорување. Тој би имал улога само како генератор за електрична струја, кога врзувањето на возилото со кабел е невозможно или пак недоволно практично од било која причина. За да се види иднината, понекогаш мора да се вратиме и во минатото. Кога станува збор за BMW, историјата налага да се вратиме дури 44 години наназад, поточно во 1972 година, кога BMW го промовираше своето прво електрично возило. Поинаку, не ни можеме да помислиме кога ќе дознаеме дека прапретходникот на денешното и семејство на BMW е направен пред цели 44 години. Баварците уште тогаш го имаат согледано потенцијалот на електричните возила и по повод Олимпијадата во Минхен го имаат подготвено првото нивно вакво возило. Иако се работи само за експериментална студија која никогаш се нема ни доближано до серијското производство, електромобилот со ознака 1602E укажува на размислувањата кои подоцна ќе придонесат за дефинирање на иднината на марката. Нормално технологијата му е далеку од сегашната. На местото од менувачот беше вграден електромотор со максимални 32 киловати. Струјата за него се складираше во 12 обични акумулатори тешки 350 килограми, кои пак се наоѓаа во просторот за моторот на стандардниот BMW 1602. Тие му обезбедуваа автономија од 60 км, додека максималната брзина едва и беше 100 км на час. Направени се само 2 прототипа, а добиените сознанија од 3-годишните тестирања никогаш не се објавени. Поради зголемувањето на автономијата како едно од можните решенија се појавија автомобилите кои користат електромотори како примарни двигатели, а во себе носат и агрегати на внатрешно согорување, чија главна функција е производство на електрична енергија која се складира во батериите или се испорачува директно во електромоторот. Едни од првите кои го имплементираа пазарно овој концепт е фабриката General Motors, која ни своите брендови Chevrolet и Opel ги представија моделите Volt и Ampera. И покрај добивањето на наградата Автомобил на годината во Европа за 2012 година, Ampera и Chevrolet Volt не доживеа некој поголем процут на комерцијалниот пазар во Европа. Рака на срце и како утеха на General Motors е добриот пласман на Chevrolet Volt во Соединетите Американски држави, додека Opel Ampera се движи на маргините на пазарот на хибридни и слични возила. Едно такво електрично возило кое може да се добие во варијанта со помош на бензински мотор или само со електромотор е и BMW i3. Баварците електричните возила во овој момент ги сметаат за чиста екзотика и заради тоа BMW i3 е премиум производ со висока цена. Таа овозможува со помалку продадени единици побрзо враќање на инвестираното и, што е побитно, генерирање на средства потребни за натамошен развој. За возврат располага со едно чудо напредни технологии. Каросерија направена од пластика засилена со јагленородни влакна, систем за самопаркирање и слично. Електричната верзија има автономија декларирана помеѓу 130 и 160 км, која двоцилиндричниот мотор од моторцикл ја удвојува. Цената на BMW i3 во Германија е 35.000 евра, а за оној со бензински продолжената автономија треба да се доплатат уште 4.500 евра.
Вака високата цена и лимитираната употребна вредност недвосмислено ги насочија конструкторите на возила да размислуваат за поинакво решение. Таквиот компромис е направен во плагин хибридите, кои во основа се конвенционални возила, чие примарно движење го извршува моторот на внатрешно согорување, додека електропогонската група е сочинета од батерии кои се полнат на електрична мрежа и се користат за погонување на електромоторот, кој го подпомогнува работењето на моторот на внатрешно согорување. Со тоа се добива не само намалена потрошувачка, туку и зголемена еколошка оправдливост на овие возила. Едно од нив е и BMW X5, кој во моделот 40 X-Drive Electric го има имплементирано овој систем. 313 конски сили ги произведува дволитарски турбобензински мотор и електромотор со чии заеднички сили хибридниот X5 ќе забрза до 100 за 6,8 секунди и ќе стигне до максимални 210 км на час. При тоа за 100 км просечно ќе потроши 3,3 литри гориво или 15,3 киловат-часови струја, кога би имал толку на располагање. Неа ја складира во литиум-ионските батерии од 9 киловат-часови, кои му овозможуваат чисто електрични 30 на километри со максимални 120 км на час. Интегрирањето на електромоторот во 8-степената автоматска трансмисија овозможува погон на сите тркала да остане перманентен дури и кога возилото се движи во електричен режим на возење. Слично, но во техничка смисла различно е решен погонот на Lexus NX. И тој располага со турбобензински мотор, но електромоторите не ги добиваат силата од батериите кои имаат многу мала акумулацијска моќ. Имено моторот на внатрешно согорување ја произведува електричната енергија, односно таа се произведува и кога возилото се движи по инерција или надолу. Со ова решение бензинските мотори стана многу блиски по потрошувачката до дизелите. Така на NX потребни му се само 5,1 литар на изминати 100 километри. Аналитичарите, барем оние кои најтрезвено размислуваат, се согласуваат дека краткорочно гледано ова е решението кое ќе надвладее со автомобилите во догледна иднина. Нивното толкување е дека сегашната понуда на бензин или дизел изведби ќе биде дополната и со хибридни и така ќе биде се додека нешто пореволуционерно не се промени во технологијата, но и цената на батериите. А токму таа е и причина што производителите на возила посветени на екологијата бараат разни начини како да ја зголемат понудата на хибридни без дополнителни вложувања во нови модели. Затоа пионерот на полето на оваа технологија, Toyota, освен посветениот Prius, во понуда има и неколку обични модели со неговата хибридна група, како што е Auris. Колку и да е неконкурентен овој модел во поглед на иницијалната цена што треба да се плати за него и за штедите што ги овозможува во експлоатацијата, неговата примарна улога е да придонесе еколошки настроените технологии помасовно да се среќаваат во обичните автомобили. Тоа впрочем е и целта на сите. Разликите се, како што гледате, во начинот на пристап и имплементација. Во развиените земји еколошката свест, иако е надалеку повисоко ниво отколку кај нас, секојдневно се зголемува. Па пазарот на хибридни и електроавтомобили секојдневно расте. Во тоа голема улога имаат и владите на државите со висока еколошка свест, бидејќи овозможуваат на собствениците и на купувачите на овој тип возила да добијат субвенции.
Само за илустрација, во Соединетите Американски држави федералната субвенција изнесува од 3.500 до 4.800 долари по автомобил, се разбира во зависност од неговата цена. Но тука не завршува приказната на субвенциите. Секоја федерална единка, односно секоја држава која е во состав на Соединетите Американски држави дава дополнителни субвенции или пак ослободувања од персоналните даноци на собствениците на електричните и хибридните возила. Каква е ситуацијата кај нас? Со закон донесен од владата на Република Македонија, електроавтомобилите и хибридите се ослободени од плаќање акциза. Но ова е лицемерие, бидејќи владата во исто време дозволува увоз на возила кои се еднакви на еколошки катастрофи. Па затоа во тек на зимските месеци имаме енормни загадувања кои и по 30 пати ја надминуваат границата на разбирливото, односно дозволеното загадување. Само неколку месеци по премиерата МАН објави дека на патиштата ширум Европа крстосуваат околу 5000 камиони од влекачот TGX со Efficient Line 2 технологија. Не треба да чуди, со демотирањето на граничните рампи и симнувањето на царинските бариери, витално за камионскиот транспорт стана ефикасноста изразена преку брзината и потрошувачката. За првото се грижат моќните мотори од 400, 440 и 480 конски сили, а за второто одличниот рецепт со кој МАН се избори со предизвиците. А тој се состои од најсовремени електронски системи за заштеда на енергијата. Клучна состојка е навигацијскиот систем кој го штеди горивото преку оптимално користење на инерцијата за залети за совладување на нагорниците. Погонската група со серијата TGX посебно е прилагодена на режим на работа на ниски вртежи, а менувачот има функција која побрзо ги менува по високите степени на пренос. Намалувањето на отпорот на воздух дополнително помага за економичноста, а дел од заслугите припаѓа и на пневматиците од новата генерација со низок отпор на тркалање. Тука се и некои други решенија, како интелигентниот систем за контрола на компресорот за воздух, кој се активира само кога тоа е потребно, патниот компјутер кој ги анализира возењето и потрошувачката, намалената тежина со помош на алуминиумските резервоари и друго. Економичноста на TGX Efficient Line 2 камионите доста екзактно е потврдена на независните тестирања кои покажаат 2 литра на 100 км помала потрошувачка на гориво, што на годишно ниво на еден просечен европски превозник му носи заштеда од 3 до 4.000 евра. Некои нови ветришта дуваат низ светот. Додека Астон Мартин размислува да гради фабрика во Македонија, Jaguar Land Rover веќе се реши за Словачка. Локацијата на новите производствени капацитети ќе биде во близината на градот Нитра во западниот дел од земјата, со што до некаде е ублажено негативното влијание на слабо развиената инфраструктура на Словачка. Новата фабрика ќе биде опремена за производство на возилата на компанијата со алуминиумска архитектура, ќе има иницијален капацитет од 150.000 единици годишно и ќе започне со работа во 2018 година. Вредноста на инвестицијата ќе изнесува милијарда фунти, а ќе се вработат 2800 луѓе. Освен на домашен терен, во моментов компанијата располага со фабрики во Кина и Индија, а во тек е изградбата на нова во Бразил. Jaguar Land Rover лани произведе 490.000 возила. За да електричните возила бидат целосно чисти за околината, потребно е и струјата за нив да се добива од обновливи извори – вода, ветер, сонце.
На тоа поле французите дојдоа на навидум сулуда идеја да ги поплочат патиштата со сончеви панели. Настанати како резултат на 10 годишни истражувања на компанијата Колас и Францускиот национален институт за соларна енергија, тие се дебели 7 мм и доволно цврсти да ја издржат тежината на целиот сообраќај. Се лепат на постојната подлога и имаат површина која сосема одговара на онаа од патиштата. Французите велат дека 4 должински метри од овие панели се доволни да снабдуваат едно домакинство со потребна струја. Планот им е во наведените 5 години да покријат дури 1000 километри патишта. Американците се просто луди по својата верзија на рагбито и тоа е најпопуларниот спорт во Соединетите Американски држави. Минатата недела се одржа 50-тото финале на Националната фудбалска лига и тоа финале покрај телевизорите закова 112 милиони гледачи. Супербоулот ги руши сите рекорди на гледаност, па затоа емитување на рекламен спот од 30 секунди достига цена до $5 милиони. Еве кои од автомобилските производители се олеснија за овој буџет. Американскиот Супербол од година во година соборува рекорди во гледаноста и во цените на рекламите. Првите бројки ќе ги прескокнеме затоа што вторите, кои изнесуваат $5 милиони за 30 секунди, доволно го заматуваат умот за да не можеме разумно да судиме. Истата мака ја имаат и одговорните во автомобилската индустрија и покрај фактот што таа е една од маркетиншки најактивните. Тие и покрај енормната гледаност и недвојбениот ефект од рекламирањето на американското суперфинале во она што ние го викаме рагби, се на сериозни маки да одвојат толку многу пари за една кратка реклама. Во неа може многу да се каже, но вредили половина минута $5 милиони. А пари требаат и за снимање на таа реклама, кои често се бројат во идентична сума милиони. Па така не треба да чуди што само грст од нив се одлучуваат да се надпреваруваат меѓу себе во суперлудилото наречено суперфинале. Така годинава освен финалистите во професионален фудбал, силите си ги одмерија и Acura, Audi, Honda, Toyota, Hyundai, Jeep, Kia, Mini и за прв пат Buick. Ги нема ланските огласувачи Mercedes, Nissan, Lexus, BMW и Chrysler, како и поланските Maserati, Chevrolet, Jaguar. She Odelled it. She Odelled it. Totally Odelled it. She was out of bounds. I can't believe OBJ is at this wedding. I can't believe that convertible's a Buick. That convertible's a Buick? На изненадување на многумина честа да ја понесе титулата северноамерикански автомобил за 2016 година ја имаше Honda Civic, чија најнова генерација преку океанот започна да се продава пред некој месец. Од Honda, која важи за технолошки напредна марка, веднаш демонстрираа зошто Civic го освои 57 членото интернационално жири, составено од автомобилските новинари од Америка и Канада. Акцентот беше на неговите безбедносни технологии кои не така често се среќаваат во оваа класа возила. Групирани под заедничкиот назив Honda Sensing, новиот Civic е опремен со неколку од нив. Системот за ублажување на последиците од судир употребува милиметарски прецизен радар, чиј сензор е лоциран во долниот дел на браникот, веднаш до левото светло за магла. Работи во корелација со камерата на ветробранското стакло и ги лоцира објектите и луѓето пред возилото. Во случај на опасност, неговата функција за предупредување на опасноста визуелно и звучно го известува возачот дека треба да интервенира. А ако тој не го стори тоа, автоматски ги активира сопирачките, со што помага во спречувањето и намалувањето на последиците од сударот кога тој е неизбежен. Системот за задржување на траекторијата на возењето помага во намалувањето на стресот на возачите со редуцирањето на потребните корекции со управувачот. Тој со помош на камерата на ветробранското стакло ги детектира полните и испрекинатите линии и другите ознаки на коловозот и во случај кога возилото започнува да се приближува до нив, го активира сервоуправувачот.
Функционира при брзини од 70 до 150 км на час и е составен дел од адаптибилниот темпомат. Тој пак му овозможува на возачот да ја подеси саканата брзина и сам го одржува растојанието од возилото пред себе. Автоматски кочи и забрзува врз основа на податоците добиени од радарот и камерата. Помошта што ја пружа значително го релаксира возачот во не толку густ сообраќај. Значителен придонес за безбедноста има и системот за предупредување при напуштањето на лентата на возење и ублажување на последиците при излетување од патот. Детектира кога некој од тркалото на возилото гази преку линиите на коловозот, го предупредува возачот за тоа со вибрирање на управувачот и ги активира сопирачките ако тој не реагира. Сите набројани безбедносни системи за помош на возачот се дел од сериската опрема во која Civic се продава во Америка. Прашање за $1.000.000 е како ќе изгледа еден Ферари од иднината. Доколку пак некој од Ферари го постави тоа прашање, тогаш милионот се заменува со $1.000.000 и вечна слава за оној што ќе одговори. Парите како мотив во овој случај не беа важни, но предизвикот да се креира еден Ферари од иднината натера бројни млади таленти да настапат со своји дела на Top Design School Challenge конкурсот на марката. Жирито составено од славни имиња меѓу кои Никола Боари, Родолфо Гафино Роси, Флавио Манцони, Ник Мейсон, Паоло Пининфарина и Себастијан Фетел, имаше тешка задача, но едногласно одлучи апсолутен победник да биде визијата Манифесто. Дизајнирана од 6 студенти на ISD Рубика ет Валенсијанес школата во Франција, таа според нив најкоректно прикажува еден Ферари од 2040 година. Ги прикажува и талентот и способностите на младите момчиња, чија визија обединува се што еден автомобил сочинува: препознатливоста и атрактивноста, дизајнот на интериерот и техничките специфичности. Во поглед на тоа плени новото решение на механизмот за отворење на вратите и напредните технологии кои се среќаваат во внатрешноста. Како и за Манифесто, за кој може да кажеме дека има некои ортодоксни решенија на надворешниот дизајн, за студијата со ознака FL на Роман Егоров важи скоро истото. За разлика од своите француски колеги, русинот кој студира во Германија се има фокусирано на кабината во која доста успешно има имплементирано неконвенционален дизајнерски јазик. Осмислена целосно, таа го прикажува и можното интегрирање на машината со човекот, ставајќи ги при тоа во функција и луксозот и благородните материјали. Основата е типична за денешницата – карбон-кожа комбинација, но начинот на кој ги има имплементирано е надвор од конвенционално прифатените решенија. Затоа и заслужува да остане во аналите на Ферари како една од поуспешните визии за иднината. Историјатот на автомобилските производители е секогаш показател за нивната иднина. Volvo е марка која има многу придонесено за безбедноста во автомобилизмот. Само за илустрација, патент на Volvo се ремените во автомобилите и Volvo е прв производител кој сериски ги вградува сигурносните ремени во своите модели. Ова е само фрагмент од ориентацијата во која безбедноста е најголем и единствен императив. Се започна пред 101 година кога Volvo како засебна единка произлезе од шведскиот производител на лежишта SKF. Неговото име е превод од латински на зборовите се тркалам, што треба да асоцира на главната преокупација на матичната компанија. За Volvo да стане производител на возила требаа 12 години и двајца визионери. Со ентузијастички ангажман, Асар Габриелсон и Густав Ларсон направија автомобил кој може да ги издржи суровоста на лошите патишта во
во земјата и ниските температури. Целта беше остварена уште од првиот обид и од тогаш наваму возилата на Volvo се токму такви какви и денес ги познаваме. Вродениот шведски фокус за подобра благосостојба ја дефинираше душата на брендот уште на самиот почеток. И после толку години филозофијата и денес остана иста. Човекот е на првото место. Посветеноста кон безбедноста и квалитетот на животот ги поставија темелите за развој на бројни иновативни технологии, кои сега на широко се прифатени од сите. Volvo немаше да постои доколку не се сретнаа во еден ресторан во Стокхолм една августовска вечер 1924 година двајцата пријатели Асар и Густав. Делејќи ја заедничката страст, тие одлучија да направат колку што е можно подобар автомобил, а Габриелсон како менаџер за продажба и Ларсон како талентиран инженер знаеа како да го преточат тоа во стварност. За нив единствена вистина беше дека се започнува со луѓето. За иницијалните скици на првиот автомобил им требаше една година, а за веќе наредната да започнат тестирање на првите 10 прототипи. На 14 април 1927 година првиот Volvo автомобил, наречен Јакоб, се истркала од монтажните ленти во фабриката во Гетеборг, носејќи го гордо исконското лого. И официјално компанијата, позната како Volvo, беше родена. Со користење на најдобри материјали, вклучително и познатиот шведски челик, новосостадениот автомобил веднаш беше препознат како високо издржлив и со исклучителен квалитет. Затоа денес нема човек на планетата кому треба да му се објаснува кој и што е Volvo. Заслуги за тоа има и уникатниот пристап на швеѓаните кои го имаат према дизајнот на автомобилите. Почетоците на ова може да се следат од првите луксузни автомобили до моделот PV444. Представен во 1944 година, овој семеен седан со 2 врати и 4 седишта можеше да ги задоволи сите тогашни човекови желби и потреби. Недостатокот од суровини на крајот од Втората светска војна го одложи неговото сериско производство за 3 години, но не и големиот успех што му предстоеше. Желна за автомобили, нацијата одлично реагираше на добрата економичност, атрактивната цена и американски исполираниот дизајн. Тоа му овозможи продор и на прекоокеанскиот пазар, каде стекнатата репутација пристигна пред него. Неговите стапки ги следеа прекрасниот Амазон, исконскиот P1800 и сите после нив, се до денешните XC90 и S90, а ќе ги следат и идните модели на Volvo, кои ни ги најави со своите концепти. Заедничко за сите нив не е само премиум чувството, туку и способноста да им го направат животот на своите сопственици подобар. Рецептот за тоа лежи во константната посветеност на Volvo за развој на технички иновации. Швеѓаните беа тие кои на светот му наметнаа дека возењето не треба да биде само уживање, туку пред се безбедно. Бројот на човечки животи што ги спасија изумите на Volvo е немерлив. Да помислиме само на револуционерниот безбедносен појас со 3 точки на врзување, кој беше воведен уште во 1959 година како стандардна опрема. Неговиот конструктор Нилс Болин ја демонстрираше ефикасноста преку студијата во која беа анализирани 28.000 сообраќајни незгоди. Посветеноста кон поголема безбедност која продолжи со првите детски седишта беше дополнета и со грижата за околината. Така во 1976 година беше представена Ламда сондата со која се намалуваа штетните состојки во издувните гасови за 90%. Како и безбедносните појаси, овој најзначаен пронајдок за контрола на емисиите денес се среќава во секој автомобил во светот. Американците го признаа значењето на овие изуми, поставувајќи го Volvo 240 како стандарден репер за сите нови возила на пазарот. Но грижата за околината во Volvo не ја гледаат само преку издумните емисии на своите возила. Целата електрична струја што се користи во нивните фабрики се добива од хидроцентрали. Мисијата на Volvo сега не е автомобилите само да го направат животот на своите сопственици подобар, туку и да го заштитат во целост. Прифатена е стратегијата за развој која до 2020 година ќе ги направи новите автомобили толку безбедни што никој во нив нема да загине или да добие сериозни повреди. За да се постигне тоа, возилата стануваат се попаметни. Сега дури и во мрак сами ги препознаваат пешаците, велосипедистите и другите објекти на и покрај патот.
Со тоа се овозможува безбедносната електроника да ги спречи несреќите пред да се случат. Автономното возење пак како следен логичен чекор не само што ја зголеми безбедноста на максимум, туку ќе овозможи и порелаксирано возење. Секако, автономните возила ќе бидат и поекономични и во секој поглед ќе го направат животот на тркала поедноставен. Со тоа, мисијата на основачите на Volvo, Асар Габриелсон и Густав Ларсон, уште еднаш по кој знае кој пат ќе биде потврдена.